Во изминатите 24 часа, низ државата се евидентирани вкупно 32 пожари на отворен простор, информираат од Центарот за управување со кризи. Според нивните податоци, 7 пожари се уште активни, 1 е локализиран, 1 под контрола, а 23 се веќе изгаснати. Најсериозни пожари се пријавени во општините Прилеп, село Бешиште, Македонски Брод, меѓу селата Црешнево и Слатин, Чашка, во близина на Солунска глава, Чучер Сандево, меѓу селата Блаце и Чучер, Шуто Оризари, депонија кај хотел Нјустар. Дојран, село Николич и Крива Паланка, село Жидилово. Гори претежно ниско стеблеста и мешана шума, а пожари има и на депонии и карпести терени. Пожарот во градската депонија во Делчево е ставен локализиран, додека пожарот во село Самаково, Македонски Брод, каде што горел лесно запалив материјал, е ставен под контрола. На 23 локации низ земјава пожарите се изгаснати. Најмногу интервенции имало во Скопскиот регион, Сарај, Петровец, Аеродром, Ѓорче Петров, Чучер Сандево и Центар. Изгаснати се пожари и во Велес, Куманово, Старо Нагоричане, Кратово, Штип, Долнени, Боговиње, Брвеница, Желино, Врапчиште, Битола, Свети Николе и Прилеп. Гореле ниски вегетации, стрништа, лозија, депонии, како и мешани шуми. Надлежните апелираат до граѓаните да не палат оган на отворен простор, особено во периоди на високи температури и зголемен ризик од пожари. На 7 јули 2025 година, кога Светата црква го прославуваше рождеството на славниот пророк, претече и крстител Господов Јован, што е слава на манастирот Слепче, близу Демирхисар, неговото високо преосвештенство. Митрополитот Преспанско-Пелагониски господин Петар отслужи божествена литургија во овој манастир, во сослужение со преосвештениот епископ Велички господин Никола и свештенството од епархијата. На литургијата тој во архимандритски чин го ракопроизведе игуменот Серафим. Председателот на САД, Доналд Трамп, донесе одлука да го одложи воведувањето на реципрочните царини до 1 август. Доколку до тогаш не се постигне договор, ќе стапат во сила царини од 25% за стоки од Јапонија и Јужна Кореја. Во писмата до овие земји, Трамп најави дека секое нивно зголемување на царините ќе се додаде на веќе постоечките 25%. Исто така, најави нови повисоки царини за 14 земји, од 25% до 40%, објавени на неговата платформа Truth Social. Бурата што го опустоши Сплит предизвикува проблеми од час во час. Ферибот се судри со 2 други брода во сплитското пристаниште. Еден од нив потона. Фериботот Петар Хекторовик удрил во катамаран и голем излетнички брод. Екскурзискиот брод потона. Во сплитското пристаниште, јажињата што го врзуваа фериботот Петар Хекторовик за брегот се скинаа, поради што тој удри во 2 брода, голем катамаран и туристички екскурзиски брод, кој потона. Брзата интервенција на капетанот спречи поголема несреќа, соопшти капетанот. Официјални информации за повредени се уште не се објавени, а материјалната штета е значителна. Сплит и околината беа погодени од голема бура околу 9 часот наутро, со обилни дождови, град и силни ветрови кои соборуваат дрвја, а беше и прекината и електричната енергија. Големи поплави се случуваат и на многу патишта. Бурата почнала со силен ветер што разнесе се, и силен град и дожд. Жителите на Сплит масовно повикуваат на помош. Повеќе од 100 лица се потврдени за загинати во силните поплави во Централен Тексас, додека службите за итни случаи продолжуваат да бараат десетици кои се водат како исчезнати, пренесува Вашингтон Пост. Од округот Кер, Камп Мистик, соопштија дека тагуваат за загубата на 27 кампери и советници. 10 девојчиња и 1 советник се уште се водат како исчезнати. Потрагата трае активно 5 дена поред. Како што поплавата почна да се повлекува, жителите на Хант, Тексас, почнаа да го составуваат она што остана од нивниот град. Во Каса Бонита Лоджис, бетонските плочи се сето тоа што остана од десетина колиби.